Новата реформска влада на СДСМ се зафати со решавање на проблемите на граѓаните по само 60 на дена. Ќе биде донесен ребалансот на буџетот на Република Македонија, со што повеќе пари ќе се вратат назад кај граѓаните. Со одговорно домакинско работење, оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе скрати 33 милиони евра за патни трошоци и тековни расходи, 13 милиони евра за проектот Скопје 2014, 7 милиони евра во премиерскиот кабинет. Овие средства се ослободуваат за исполнување на дадените ветувања пред граѓаните. Како што вети, владата предводена од СДСМ, уште во првите 100 дена од мандатот го решава долгогодишниот проблем со стечајните работници. Со ребалансот тие ќе добијат по 7600 денари месечно се до нивното пензионирање. Ќе има покачување на минималната плата на 12.000 денари веќе од септември. Тоа ќе значи повисок месечен приход за 70.000 работници, особено во текстилната и кожарската индустрија, за обувки, бидејќи овде во Штип тие работници се најбројни. Бочварски истакна дека ребалансот на буџетот предвидува и бесплатен одмор за работниците. 35.000 работници ќе можат бесплатно да летуваат, а радиодифузната такса ќе биде укината за сите граѓани. Ќе има зголемување на средствата за водоводи и канализации, како и поддршка за мали и средни предпријатија и активни мерки за вработување во висина од 4,2 милиони евра. Ова се само дел од придобивките за граѓаните на Штип и цела Македонија. Продолжуваме понатаму честно, одговорно и транспарентно. Во наредниот буџет за 2018 година ќе продолжиме да ги остваруваме нашите мерки кои се исклучиво во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи на активно и посветено спроведување на програмата, за кое што гласаше мнозинството граѓани и што носи економски напредок, ефикасни институции, правда и квалитетен живот за сите граѓани. Ребалансот на буџетот предвидува средства и за универзитетите. Универзитетот Гоце Делчев во Штип со ребалансот на буџетот од новата реформска влада има обезбедено средства од 8 милиони денари.